Македонија под силен мониторинг на ЕУ. Антикорупцијата и резултатите од реформите ќе покажат дали овој јуни ќе има датум за преговори. Барањата се многу јасни. Името го решивте, време е за резултати, кажа Кристијан Даниелсон, директор на Директоратот за соседство и преговори за проширување на Европската комисија. Порача дека ЕУ има нула толеранција кон корупцијата, а антикорупцијската комисија морало да ја сочинуваат компетентни, независни и силни личности кои ќе испорачаат резултати. Многу е јасно дека антикорупцијата ќе биде многу важен елемент во нашиот извештајот на Европската комисија. Сега нема да излезам, нема да споделам ништо во врска со нашата проценка. Одблиску и го мониторираме процесот кој што ќе биде постигнат во сите сфери, во сите области и се разбира дека ние сме во близок диалог, во блиска комуникација со сите релевантни чинители во оваа земја. За Даниелсон носењето на закони било една работа, промена морало да се види во имплементацијата. Собраниското мнозинство требало да биде пример, а судиите да се остават да одлучуваат независно. Секое вработување во јавната администрација да биде врз база на заслуги. Според Даниелсон, предвремените парламентарни избори само ќе го тргнале фокусот од отворените прашања. Премените избори, значи ќе го некако одземат тој фокус и нема да можат да бидат во можност да ги дадат потребната енергија се со цел да се адресираат останатите отворени прашања кои што треба да бидат адресирани. Тоа зборуваме за клучни сфери, тоа нешто кое што ние го споменуваме и дискутираме во изминатите неколку години. Зборуваме за реформи во правосудството, борбата против корупција и организиран криминал, исто така зборуваме за безбедносните служби и исто така за функционирањето на јавната администрација. Извештајот на Европската комисија за Македонија веќе се пишува, а во краток временски период ќе се направи евалуација по која земјите членки на ЕУ ќе заземат став врз база на тоа што е направено. До почетокот на летото ќе се знае дали овој јуни европското семејство ќе ја отвори вратата за идната Северна Македонија или ќе остане да се чека до некој нареден датум.